и пратеници, сакам да земам збор за да разјасниме неколку работи. Првата работа е тоа дека ова е собрание на државата, кое што е составено од 120 пратеници, и тие 120 пратеници од различните политички партии одлучуваат како ќе изгледа едно законско решение. Затоа не се согласувам со тврдењата дека тоа што го пратила владата или конкретно Министерството за правда и начинот на кој што го пишува од А до Ш дека веќе е завршена работа. Бидејќи во дел од дискусиите, кога се напаѓаше временскиот период, кој што има секој право да го нападне, кога едно законско решение е донесено, кога според него требало да биде донесено и така натаму, тоа е едниот дел и тој дел воопшто не кам да го спорам, но делот на тоа еве готово, овака ќе биде законот, тоа не е точно, бидејќи тоа е ставање во деминутив на собствената улога на пратеник на Собранието на Република Македонија. Пак повторувам, како еден закон ќе изгледа, одлучува Собранието, а не одлучува министерот или Министерството за правда. Ако се свртиме наназад, само од нова година до сега, последниве 4-5 месеци, ќе видиме дека за секое законско решение од тоа министерство, ние сме имале и прво читање, сме имале и амандманска расправа, сме имале и јавна расправа. Од тие јавни расправи доаѓале амандмани со кои што сме ги менувале текстот, на министерството. Сега организираме и повторно ќе организираме јавна расправа за ова законско решение и јас сум убеден дека истото ќе доживее подобрувања. Бидејќи кога Европска комисија оценува, тие не оценуваат само работата на владата, тие оценуваат работата на владата, работата на министерствата, работата на Собранието. И ние треба да се грижиме да Собранието максимално коректно, професионално, одговорно и навремено си ја заврши собствената работа. И мислам дека како комисија тоа го правиме добро во овој мандат. За секое законско решение, бидејќи конкретно од правда еве разговараме, имаме по двоцифрен број на амандмани. Што номотехнички, што суштински, тоа значи изменување на законското решение, значи на кој што смета Собранието и пратениците. И затоа улогата на пратеник во ова општество и улогата на пратеник во овој политички систем, не знам зошто треба да биде сведена на минимум од сами пратеници. Видејќи тука има и помлади пратеници, кои што можеби ќе ималиш неколку мандати, и таа пракса треба да знаат кој донесува закони и кој се грижи за потоа почитувањето на тие законски решенија. Мене ми е драго тоа што гледам се навестува консензус за ова законско решение. Мене ми е драго тоа што сме согласни дека му е потребно ова законско решение на нашиот правен систем. И мене ми е драго тоа што не еднаш, туку ќе имаме можност два пати да разговараме за ова законско решение. И на јавната расправа, кога ќе ги поканиме сите оние кои што ќе се договориме кога треба да ги поканиме, и потоа во второто читање, каде што ќе имаме амандманска расправа. Затоа сметам дека за определени законски решенија и за определени процеси не е добро да се има критика ради критика. Ќе ви дам пример. Јас лично, не се со другите, на оваа комисија сум бил жесток критичар, многу жесток критичар на многу законски решенија. И тоа вие што се повеќе млади го знаете многу добро. Но се сеќавам, например, еве пред да започне оваа седница, гласавме за клучоци за народниот правобранител од вчера кои што ги предлагавме. Ние како опозиција тогаш, колку и да бевме жестоки против владата, колку јас лично во 2020 година сметав дека не е добро
да кандидат за премиер на една политичка партија стане народен правобранител, потоа, кога вака ги дискутиравме извештаите на тоа народно правобранителство и кога видов што се изнесуваат тие извештаи, и јас и моите колеги од политичката група на ВМРО ДПМН и коалицијата ги гласавме за и ги поддржувавме. За разлика од тоа денес, кој што никој не е конкретна опозиција, кога ќе види извештај ист или сличен од страна на народен правобранител, не ги гласа за клучоците. Сакам да кажам дека и да повикам. Прво, да ги решаваме сите работи со добра волја, да бидеме смирени, да бидеме разумни и да бидеме рационални. Сметам дека е добро за имиджот и на собранието, и на државата, се она што значи реформи, да дадеме предлози како да ги подобриме. Се она што значи чекор поблиску до Брисел, да му дадеме шанса да успее, бидејќи како држава повторно ќе бидеме горди и оваа година, исто како лани во март, кога први ги направивме реформите од сите 5 држави на Западен Балкан и први ги зевавме средствата. И оваа година, кога повторно ќе бидеме држава која што прва ги завршила реформите и прва ги зела средствата, тоа нема да биде само заслуга на мнозинството, туку тоа ќе биде заслуга на државата, на сите 120 пратеници и на сите 1.860.000 луѓе кои што живееме во Република Македонија. Сметам дека има многу простор, многу закони и многу сектори во кои што ние можеме и треба да бидеме жестоки противници, бидејќи не е нормално да бидеме идентични во се. Но сметам дека кога се работи за реформска агенда, кога се работи за чекор поблиску до евроинтеграции, кога се работи за чекор поблиску до земање на грантови и нискокаматни кредити за развој на македонското GDP стопанство и држава, треба да бидеме единствени, не да молчиме, туку да даваме предлози како работите да бидат подобри. Затоа ве повикувам сите да го поддржиме и да ја поддржиме потребата од донесување на овој закон, како и да ја поддржиме и потребата од јавна расправа за ова законско решение, бидејќи не целиот памет е собран во собранието, да ги повикаме експертите, да ги повикаме луѓето од фелата, да ги повикаме практичарите и потоа на второ читање ќе ги соочиме на амандманска расправа гледиштата како до подобро законско решение. Благодарам.